Православните христијани денеска го слават вознесението Христово Спасовден. Станува збор за еден од најголемите христијански празници кои се празнува 40 дена по Великден и секогаш во четврток. Овој празник се нарекува Спасовден затоа што во денот на Христовото вознесение се доврши делото на спасението. Митрополитот по Вардарски Агат Ангел е среќен што граѓаните се почесто доаѓаат во црква, бидејќи како што вели пред извесен период само неколкумина верници ги посетувале храмовите и тоа единствено за некој поголем празник. Велешани многу слабо го посетуваат овој храм. Не знам зошто, но еве ние се трудиме. Сега е подобро, но кога дојде во почетокот беше наистина страшно. За еден Божик си спомнувам, во храмов имаше само 5 души, можете да замислите. Исто така и Великденот беше 10 души. Тоа до 12 има луѓе. Ќе ги искашат јајците, после нема, но сега благодарам на Господа што полнини се црквите. Чи народот, посебно помладите луѓе, еве сакаат да читаат, сакаат да знаат за верата, бидејќи се дружат со многу други дечиња и осознаваат дека без верата душата им е умрена. 40-тиот ден по воскресението Исус за последен пат им се јавил на своите ученици за да им соопшти дека наскоро Светиот Дух ќе слезе и ќе ги исполни со сила. Во спомен на овој настан, црквата го востановила празникот нарекувајќи го Спасовден, затоа што се празнува денот на Спасителот на светот. Постојат најразлични верувања и обичаи поврзани со Спасовден, но воглавно луѓето ги посетуваат црквите, се молат, носат дар па и преспиваат под иконите. Во записите на Цепенков, по кој постарите и денеска се водат, се вели дека не се работи во четврток од Великден до Спасовден за да бидат добри родот и бериќетот.